Татко ми беше залюбен во мојата мајка. Ке го викнеше садила со тајфата. Ке му платеше, ке одеа под пенџерето ке мајка ми, ке дедо ми и свиреа серенади. Кога ке поминеа инкасатори за вода, за струја, имаше познат инкасатор што береше за вода. Климе, ке ми речеше на, ајде бе, Јанче, влези се, одма ке испееме. Ке се направи веселба на чардак, имавме голем така, куќата беше стара, со чардак, кога влезеш старите куќи, чардаци, отпад на чардак. Ке си седнеа со ракија, со мезе, со ова, такви работи имаше. Да, омилена Тросина. И сега дали татко ми точно тој имат написано или имаат помош од предходникот, тој Караѓуле, јас то не знам. Мала, не знам. Свирел со лева рака, што е многу необично за виолинистите. Јас имав уште еден таков во Билјана, еден член, што ќе го споменам исто така, мој драг пријател беше постар, господинот Адем, и тој свиреше со лева рака. И мислам дека после чалгијата на Ангеле Караѓуле, после ова на Климе Садило, тајфата на Климе Садило, веќе одма после нив е ансамблот Билјана, што ја гаи охридската музика, и после ними сме ние како наследници ансамблот Цар Самуил, кој сега сме во малце измената форма.
Челгискиот репертоар е разновиден. Значи најмногу се пеат песни со содржини што се секојдневни настани од градот, од секојдневното живење. Значи опеани се во песните, вистините настани, но се пеат и да речам патриотски песни кои што нивната функција била да го разбудат народот, да го поттикнат да се борат за она што е свое. Во еден таков случај Садило се охрабрил да испее една таква песна, патриотска, и поради тоа бил испратен во битолскиот затвор. Ке слушнеше нешто, ке му песната ке гледаш. Пишуваше и песми, имаше песмарица голема, загина некаде. Дадов, кај Дадов не ми ја вратија, а олку беше висока. Ево, да не бе мама малку. Натре писани турски, албански, грчки, македонски, најпојки, српски. Не знам, дошто постои песма. И велеше оваа песмарица рече да ја чувате како очите. Ама тој си ја даде, ние не ја дадовме. Тој си ја даде, му е побора и си ја даде и назад не дојде песмарица. Здравје, само нека слушат и нека пеат, само тоа сакам, друго ништо. Во овие спомени што ми се останати во сеќавање од кажувања и лично мои, јас паметам како дете негде првото снимање со магнетофон на екипата, на Садиловци. Еден ден дојде овде екипа со магнетофон, немаше камери за да ги снимат, а меѓутоа и магнетофонот беше еден од ретките тогашни средства за кои што се бележеа на лента, за прв пат веројатно во историјата нивна, а може и на македонската да се снимат изворно и во живо изведнато. Снима во училиштето, тогаш беше училиште, основно училиште Свети Климент Охридски. Меѓутоа и самиот објектот имаше некоја градска традиција, бидејќи објектот е правен по само придонес тогаш на граѓаните од Варош и високоста на чисто охридски објект. Ево таа, мислам, атмосфера на снимање, јас и некои други бевме присутни, тоа не беше кусо време, мога би едно-два дена ги снима. И репортерот, целиот репертоар што го има Садиловци изворно, беше пренесен на магнитофонска лента. Најинтересно, се сеќавам кога сега ми е во очи, беше кога емитира од магнетофонот музиката. Не знам чие воодушевување беше поголем, дали да снимателите или да ти изведувачите. Уште како дете почнав да собирам плочи од сите видови на жанрови. Али од сите жанрови на плочи што ги имам, една ми е останата во сеќавање, која добивме моите родители на поклон од Америка, Климе Садило и оркестарот. Оваа плоча е снимена во Америка. Имам слушнато дека некој во Охрид ги снимил на магнетофон во тоа време и во Америка издадена плоча. Беше наш иселеник македонец од Јанковец од село во Америка. И беа дојдени на одмор овдека и по случајност разбрал Ресен, за татко ми Ресен одеше да свири на свадби на работи, разбрал дека дека татко ми свири виолина, дека имат група и ова се заинтересира и дојдоа. Дојдоа дома во старата куќа, бага ми 2-3 пати. Како го викаја, тој не знам, не можам да се сетам како го викаја, не е важно. И рече, ова рече што го видов овде, ова посври татко ми, песми, сестра ми големата пееше добро и таа случајно се погоди тука и таа со татко ми. Така многу остана задоволен, рече јас кој ќе одам во Америка ќе направиме плоча, да и овие песми му ги даде тој ги запиша и отсвири овие песми. Ма не свири, ова едно во оро, татко ми не го свиреше, калајџиско, како се вика. Оди други да свире. И запиша и пушчи ја плоча.
На сиве му пушчија по една ваква плоча од групата, ама дека ја најдеме зашто многу е шетана. Нема место кај што не ја идеме. Кој што имат побарано, имат земено да ја снимат. И до ден денес таа плоча имам зачувано и уште ми е во функција и кога ќе се собериме, друштвото, старите фамилии охридски барат да правиме забава од садиловци, бидејќи садиловци се познати во Охрид, во нивно време. Доаѓале разни, да речеме, музички куќи во тоа време и странски, и од Балканот, и посетувале, ги снимале, се интересирале за таа чалгаџиска музика, за начинот на свирење на тие чалгаџи, кои инструменти, како, шо. И има и доста аудио снимки, мислам. И звучат стварно прекрасно за тоа време и стварно се автентични. Направија во тој момент, во тој период една ренесанса голема и се врати таа староградска песма. Се направија доста тајфички млади кои негуваат оваа староградска песма и екзистираат. Па после негде 52 година, како наследници, да речем, на Садиловци, што ја гаеле староградската воглено-охридска песна, беше ансамблот Билјана, али тие тоаш беа во ужи четворица, во ужи состав, така. И тие, исклучиво тие ја гаеле староградската песма, исклучиво со песмите на Садиловци, зашто тоа се напиша, имаше една песмарица со 500 нешто песми и сите песми се испеани од страна на Билјана, во која членував и јас 20 години. И така да, иста ситуација како и со Садиловци, не се правеше свадба без Билјана. Тие влегоа, да речеме, Кузман со тајфата, комшијата мој, формира таков ансамбл, кој што ја продолжи традицијата и музиката изворно се трудеа да ја пренесат како што била, се разбира со одредени дотерувања некакви кои што малку поинако звучеа, ама сепак тоа беше една националниот дух го одржа во секој случај. И мислам дека тоа е добра вака една поента што значи тие, ако се тие првите творци на нешто, овие се после апологети кои што тоа го продолжи. Многу често пати идеше Кузманот, така со татко ми си најмногу убав млади. Тој го викаше чедо моје, чедо моје, чедо моје, чедо моје. Кај дојдеше, ке си направеа горе, уште ко бевме во куќата, па и овде, кога дојдовме. Ова е хармониката на мојот стрико Кузман Поп Стефанија, донесена во Македонија негде 1973 година. Тој е еден од задржувачите на челгиската музика во Охрид, односно водач на ансамблот Билјана, кој своевремено ја зачувал охридската музика од заборавот. Јас сум неговиот внук и како што бива во секоја фамилија, хармониката ја наследив јас.
Тој го формира составот 1952, негдека заедно додека и Садило свирел се уште. Садило свире некаде до 64-5 година. Составот е формиран баш на тој стилски, да речем, израз, односно изразот што Садило и неговата тајфа, значи Пепелко, Курте, Садило и Чоче го ставиле. Тој звук, односно тој начин на изразување го користи ансамблот Билјана, па и ние како една млада, односно четврта трубадурска генерација, да не заборавам да напоменам дека прва трубадурска генерација во Охрид е тајфата на Ангеле Караѓуле, кои самиот се спомнува песните, дали песната за Деспина, дали песната Послушајте патриоти, се спомнува сам како автор, за да биде оставен во аналите на историјата, односно да се знае кој е напишал таа песна, дека таа е обнародена песна, меѓутоа ја напишал Караѓуле. Тој стил продолжува до ден денеска, од 2009 и заедно со мојот стриго, под него менторство формираме младата постава на ансамблот Билјана, со цел да го зачуваме овој традиционален звук и традиционален начин на изведување на оваа музика. Во Охрид оваа музика е позната како трубадурска музика, затоа што е микс од Ориентот и Медитеранот. Еден звук што е карактеристичен само овдека за Македонија. Она што е интересно е која е таа вредност, зошто е толку вредна во тој контекст, затоа што прво кога свиреле чалгаджиите, значи тие музичарите, имале посебен статус во општеството, имале посебно место кај што свиреле. Публиката била, значи секогаш во еден посебен контекст се ставал, се знаело кога свират чалгаджиите, зошто свират, како свират. Од една страна, значи моментот на социализација кога свиреле они, од друга страна многу интересно дека оние пренесували приказната на тоа население, значи оние ги создавале песните од градските средини, од приказните за убавите девојки или забраните љубови или слично, и на тој начин ја пренесували традицијата и историјата на тој град или на тој регион. Во мој раце држам еден интересен своевремен историски документ веќе ова станате. Направена е песнарица со 300 македонски народни песни од страна на мојот стрико Кузман Стефанија и професор Драги Стефанија. Ова е песнарица настаната на многу интересен начин. Е овде кај што се наоѓаме сега на 10 метри од нас. Сите брачети и пријатели на Кузман се договараат
скришно, со јадење, со пиење, да му се курдиса, што викаме ние похридски на вечер, без тој да знае, да му се курдиса дома, бидејќи му викал ќе ве собирам денеска, ќе ве собирам утре, дојдите за една година, денеска сум на свирење. И таман се пенсионирал некаде 2000-та, крајот 2001 година и тие се договарат кој си носи јајца, кој си носи салама, кој си носи леп и еден по еден му ода дома. И како што налагала ситуацијата со јадење, со пиење, почнале јас ја знам ова песна, јас ја знам ова песна, јас ја знам. И на идеја на стрикот ми драги, рекол ајде да седниме двајцава, дај да ги забележиме тие песни, да биде нешто што ќе остане, направиле 300 песнарица со 300 македонски народни песни. Интересен факт е што ова песнарица содржи, сега ќе ви покажам баш да видите, 301 песна. 301-та песна е песната Чифте, чифте, пајтон лари, за којот еден кондураджија, членовите на тогашната ансамбл Билјана, сите има добиено по 2 пара кондури, односно по 2 пара чевли, за да се стави ова турска песна на ова песмарица. Културниот аспект исто така се гледа и преку начинот на пренесување на таа музичка традиција, бидејќи е тоа навистина на специфичен начин на изведба, од вокална техника, значи од вокално пеење на една урбан глас, на една урбана мелодија, која што е орнаментирана, која што е зачината, како ние што сакаме да кажеме, од турско влијание, значи, но и од влијание од Европа, бидејќи имаме влијание ала турка и ала франка во челгијата, може да се види така музички ако зборуваме, но сите тоа направило една прекрасна форма, една прекрасна творба како што ние сме препознатливи. И сите што ќе слушнат било која чалгиска мелодија, песна, знаат дека тоа е македонска музика, значи баш тој спој на влијание и тој дух урбан и она што ја отсликува Македонија како една шареноликост, како едно богатство, значи тоа може да се види во челгијата. А самиот тој момент дека луѓето го споделуваат тоа и дека се уште ги пеат и ги препејуваат челгиските песни, покажува на незината длабока културна функција, бидејќи очигледно таа го носи оној културен код што ние го имаме во себе како народ, како нација, македонците, и го пренесува со низ самата музика, низ инструментите, низ мелодијата, низ зборовите на песната и низ нивната функција. Ние ден денеска ќе видиме дека челгијата се уште на некој начин ја задржала својата функција. За разлика од другите чалгиски тајфи, другите чалгаџи, многу поретко се свират маниња. И тоа се импровизации што се вметнати во самата песна Илиора, чалгиска песна Илиора. И за разлика од другите се пократки, да речам. Имаше една анекдота, еден коментар за тоа зошто би биле тие пократки, исто како охридскиот говор, се скратува. Може би и манијата се скратуваат поради тоа. Челгаџиската песна, челгаџиското свирење и музика од градот Охрид е препознатлива секаде. И мислам дека ова челгаџија што се свирела и што уште се негуваат, ја негуваат по младите генерации, се должи на тоа што уште не се истрошени тие што викаме елементи, односно слушатели кои ја посакуваат таа песна. Тој звук, тие стари инструменти, тие жичани инструменти кои некогаш така звонеле покрај Охридското езеро овде, во стариот дел на Охридскиот калдарма, таму на Охридската калдарма, по тие сокаците, кај што се пееле тие песми по визити, по седенки. Тоа останало во луѓето и од генерација на генерација. Мислам дека во Охрид и Охридско се негува, обстојува и сме пример за очувувањето на ова староградска песма, градска песма или челгаџиска песма, што ја викаме ние Охридска челгаџиска песма. Татко ми беше залюбен во мојата мајка. Ке го викнеше Садила со тајфата. Ке му платеше, ке одеа под пенџерето кај мајка ми, кај дедо ми и свиреа серенади.
Строј, свадба без музиката на Садило немаше. Чалгијата, например, е едно од нематеријалните културни наследства на урбаните средини. Што е, ние не имаме многу за наиците, ама и чалгијата може тамо да се вброи. Веселба, религиозен празник, Велик ден, Божик и така натака, свиреа, да речеме, по тогашните хотели, Турис, Белви. Тој обожаваше таа автентична македонска охридска музика. Садило оставило многу голем печат врз целата музичка култура, македонска музичка култура. Тој представува еден символ на она што се нарекува чалгија во Охрид. Ама апсолутно тие бија единствени. Струга одеа, кичево праќа пајтони да ги носат, ресен одеа. Чалгијата продолжила на некаков начин, во некаква форма да живее до денес. Нема ден да помине без темелниците, основоположниците на охридската староградска песна, на охридската чалгија, Ангеле Караѓуле и Климе Садило. Едноставно го одржувале духот на населението, на народот, на градот. Виолината оставе аманет да се дајт на внукот. А немаше човек кој што не ужива во нивната музика. Тие беа секојаш во нивните домови, на местата кај што ги вршеа фамилиарните веселби. Во музеот ги даде последните песни. Тоа беше 65-та година на почетокот некаде. Април, мај, така. Тие се песни последни што се останати во музеот.
Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Господине Демир, Што е ова, мамо? што може да се случи? Ќе погребаме млада жена. Демир? Мамо, одговори ми што се случува. Каква е оваа глупост? Јас, ние заедно одбираме... Одбираме невестински фустан за господја Нил за вашата Нема да има свадба. свадба, ѓокче. Како може да нема? Тоа не е вистина. Ја прекинавте свршувачката? Абе, нема свршувачка.